Добар ден, почитувани гледачи. Започнуваме со 41-то издание на Агроисток, во кое донесуваме неколку актуелни содржини со кои веруваме ќе го задржиме вашето внимание. Проблемот со пласманот на оризот деновиве беше во врвот на настаните во Кочанско. Тамошните производители си ги кажаа своите проблеми. При тоа загрижува тоа што, освен економски, оризот прима се повеќе и политички примеси. Луѓето кои што поседуваат фабриките за ориз, за откуп на ориз, го политизираат откупот. Пошто одат луѓе, членови на ВМРО-ДПМНЕ, што се оризопроизводители, го носат оризот и барат членска книжка од СДСМ за да го откупат оризот. И ги враќат назад некаде да го откупат оризот. И им велат, дај членска книжка од СДСМ, ако не, дојди кај нас во штабот во СДСМ, извади членска книжка, ќе ви го земеме оризот, ќе ви го откупиме. Ако не, каде знаеш, носиш. Значи тоа оризот не е ни исплатен. Некои што имат земано, што се поминале така, уште не е исплатен во 2-3 месеци. А ваквите реакции беа повод меѓу производителите да се најде и председателот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски, кој вети разрешување на проблемот. Очигледно е дека луѓето се соочуваат со проблем со откупот на оризот. Околу 30% од оризот е откупен, но не е платен. Од оние кои што го откупиле, 70% не е откупен. Владата даде субвенции, ги зголеми субвенциите, знаејќи дека годината е проблематична. И тие се во поголем дел исплатени, во помал дел се сега во тек на исплата. Така што не е проблемот во делот што владата го има ветено и што е обврска на владата, туку е во делот на откупувачите. Од она што може да го слушнам овдека на теренот е дека постојат веројатно два проблеми. Едниот е што има одреден вишок на пазарите годинава со ориз, а вториот е, како што објасни локалното население, што политиката ги има замешано прстите и во оваа работа. Луѓето тука што беа тврдат дека воглавном одгледувачите, односно оние кои што го садат и го продаваат оризот се припадници на ВМРО-ДПМНЕ, откупувачите на СДСМ ценат дека се обесправени, дека се откупува само од помалиот број на производители кои што се од СДСМ. Ако е тоа точно, тоа е многу лошо. Тоа е, би рекол, и трагично за една држава да пазарната економија се одвива на тој начин на која партија и дава подршка. Тоа е исклучително лошо. Тоа ние никогаш не сме го промовирале како партија, никогаш не сме гледале кој земјоделец за која партија гласа или кој невработен што треба се вработи некаде е во една или во друга партија, пред се во правец на помагање на сите на кои што може да се помогне. Така што доколку е тоа така, мислам дека на некој начин тоа на нашите политички опоненти од СДСМ ќе им се врати како бумеранг, бидејќи луѓето тоа го чувствуваат. Како и да е, со мене беше заменик министерот за земјоделие, кој што ова прашање ќе го отвори на седница на влада, ќе разговара и ќе бара решение да им се помогне некако на луѓето тука во Кочанскиот регион. Тие не се виновни што имаат таков проблем. Секако не е виновна ни владата, но тие чекаат некаква помош од владата. Соочени со вакви проблеми и со вишок на ориз на пазарот, пошироко не само во Македонија, но и со вакви политички предизвици како што тие кажуваат. Јас не можам да потврдам дали е тоа така или не, но бевте очевидци и вие медиумите како самите производители на ориз тоа го кажува. Така што заменик министерот за земјоделие тоа ќе го отвори на седница на влада и ќе бара да се најде некое решение да им се помогне на луѓето. И јас го охрабрувам тоа да го направи. После реакциите и преговорите на повидок е разрешување на проблемот со оризот, кој во моментов не е актуелен само кај нас. Договорено е известни количества да се сместат во државните стокови резерви. Дефинитивно заклучивме дека не се добри состојбите и дека поради вишокот на производство во сите земји, каде што претходно традиционално сме го пласирале нашиот ориз, не сме во можност да пласираме или да се врши продажба на она што
е малку откупено, имаме информација дека се откупени количини од 30% од вкупното производство од минатата реколта и од таа откупена количина некаде околу 10.000 тони, некаде се на залиха се наоѓаат околу 4.000 тони во магазините, во складиштата на откупувачите, што значи навистина е на мала количина од околу 20, нешто помалку од 20% се пласирани на пазарите и претежно заради задоволување на домашните потреби од консумирање на ориз. Најголемиот проблем е тоа што оризовата арпа и оризот стои во кај домовите на оризопроизводителите и тие не можат да добијат средства, не можат да го пласираат и она што им значи животна екзистенција, она што им значи труд преку кој што остваруваат средства за екзистенција, не можат да го пласираат, не можат да го реализираат. За таа цел одлучивме да заради потребите на државните резерви интервенираме со итна промена на законот за стокови резерви, каде што претходно во минатото пред 2004 година оризовата арпа била категоризирана како стратешка култура и како стока која што и производ кој што е од стратешко значење и треба да биде предвидена како култура заради потребите на државните резерви. Со измените на законот за стокови резерви во 2004 година, оризовата арпа, на жалост, е изземена од листата на стоки, од листата на производи кои што треба да имаат статус на стратешка култура. За таа цел ние сме тука да им пренесеме на земјоделците дека тоа ќе го исправиме и ќе го коригираме. И веднаш кога ќе го промениме и кога законот и кога ќе ја вратиме на листата на стоки од стратешко значење оризовата арпа и кога законот ќе биде донесен во собранието, дека ќе пристапиме со реализација на таа мерка да набавиме количини кои што ќе ни бидат потребни за државни резерви. На тој начин ќе постигнеме повеќе ефекти со тоа што оризот како значајна култура и има традиција во овој регион на производство и надалеко е познат по својот квалитет, да го вратиме во закон и да му со закон го определиме значењето како стратешка култура и да определиме количини кои што на ниво на државни резерви секогаш ќе ги чуваме за потребите на населението за одредени неповолни периоди, неповолни времиња и тешки состојби. Тоа ќе го постигнеме како ефект и ќе го вратиме значењето суштински, законски на оризовата арпа. И второ, и мислам она што е побитно и позначајно е дека ова ќе го набавиме од земјоделците и земјоделците ќе имат можност, оризопроизводителите, она што го произвеле од минатата реколта, да го предадат за потребите на државните резерви. Значи, на тој начин, како што спомнав, ќе постигнеме повеќе ефекти и од државно значење и за потребите на цело население на Република Македонија, ќе ги дадеме значење на законско значење на оризовата арпа како култура и трето, земјоделците ќе можат да пласираат и да обезбедат средства преку пласман на оризовата арпа за државните резерви. Нешто што е посебно значено и што сакам да го истакнам и можам да кажам дека е на жалост, е дека на минатата средба со председателот Груевски со земјоделците во Долни Подлог, од неколку земјоделци слушнавме дека некои откупувачи, значи некои не сите откупувачи, се дрзнале да и онака на лошата состојба со движењата со откупот и со продажбата на оризот, да ги дискриминираат производителите по различни основи, најчесто по
политичка припадност. И тоа на вистина, ако е така, е за жалење и е трагично, заради тоа што ние како влада и како политичка партија која што ја води државата, никогаш не сме се воделе од политичката припадност на сите граѓани на Република Македонија кога ги носиме мерките, а никогаш за земјоделците. Тоа ви е исто како ние кога ги спроведуваме мерките да дискриминираме кога доделуваме земјоделска механизација или кога патиштата кога се градат, значи да ги дискриминираме, да ги селектираме да поминуваат по патиштата оние што се со различна политичка припадност, да не поминуваат по патиштата и така натаму. Значи тоа е поразително за секоја политичка опција, за секоја политичка партија доколку во своите идеи и во своите умови има за цел елиминирање по различни основи, а пред се по политичка припадност. Ние овие мерки кои што ќе ги примениме и кои што ќе ги реализираме нема да се водат од политичката припадност на земјоделците, туку ќе се водат од примарната и основната потреба на сите оризопроизводители, да оние кои што во сопствените домови ги чуваат на залиха непредадените количини на оризова арпа, да ги предадат преку откупните центри за потребите на државните резерви. И средствата кои што ќе бидат издвоени за таа намена ќе завршат директно кај земјоделците на нивните сметки, за да можат нормално да си ги извршуваат своите вообичаени активности, да ги задоволат елементарните животни потреби и да одвојат средства за нормално живење. Денес со мене е и директорот на инспекторатот, на земјоделскиот инспекторат, со цел да направи контрола на законските одредби од аспект на примената на истите при вршењето на откупот и за сите останати аспекти на Законот за земјоделство и рурален развој, а пред се поврзани со откупот на оризот во овој регион, па за таа цел може подобро да ви објасни директор. Благодарам. Ова беше наше барање, да оризот 2004 година беше изварено од стратешките култури, да се внесе пак на листата на стратешки култури, со тоа да се овозможи државата да има откуп за стокови резерви и еве државата, владата најде слух да ни го оствори ова барање и мислиме дека со ова ќе се подобри состојбата на оризопроизводителите кои се ова година доста загрозени од ниската цена на оризот, бидејќи и нема и пласман, нема откуп. Се надеваме дека со овие мерки ќе се подобри откупот на оризот и продажбата и стандардот на оризопроизводителите ќе се зголеми. Задоволни сме од оваа мерка, се надеваме дека ќе биде успешна. За Спасовден во Долно Трогерци Карбинско, некогаш одсечено, од сега до ово село може да се стигне од две насоки, поново изградени асфалтни патишта. Ви нудиме кратка видеосторија која ја регистриравме на патронот на празникот на селото. Празнично и весело беше денес во Долно Трогерци, во кој се славеше патронот на селото Спасовден. До вчера во ова село се стигнуваше по беспаке, а од денес по асфалтни патишта од двете насоки, од Долни Балван и од Врсаково. Селото со овај пат може би ќе заживее пак. Може би само. Младите гледам имат интерес, а моите синове тука видеа пчели одгледуват. Други гледам со сточарство почнаа да се бават. Беме од градот многу далеко, сега сме многу близко. Ние сме до градот за 10 минути сме до центарот на Штип. А беме како да сме 300 км далеко. Тоа е нешто најпрекрасно што ни се е десило ние на нас овај крај. Да, последните 100 години останаеше уште едно мало парче дел на кај Горно Трогерци. Очекуваме дека оваа гарнитура на власта ќе го реши и тоа во најскоро време, затоа што има луѓе, сточарство, овци, крави, што секојдневно кога е мокро, кога е дожд, алуваме по калта таму. Иницијативата за ревитализација на ова село беше поттикната од пред 10 години. Во 2006 година се спроведе иницијатива за обновување на селската чешма,
која што беше отворена на 28 август 2006 година, односно обновена по еден наш мини проект и видување. Тоа ни даде понатаму крилја да постапиме, односно да продолжиме со обновување на црквата. Иницијативата беше прифатена, на моја иницијатива ја прифатија сите добронамерници и еве денес сме во една фаза, во понапредна фаза каде што црквата е обновена комплет со иконостасот, каде што имаат придонос малтене најголем број од сите жители кои што потекнуваат од ова село. Паралелно со обновата на чешмата и останатата инфраструктура, беше отпочнато и со заштита на манастирот Свети Спас. Еден спомен да остане за селото, да се активираме, да ги собереме мештаните од тука, собраме некој денар тамука, уклучиме го Тони Јовев направи едно проектче, за да одеме кај луѓето да докажеме што правиме од тие, нека нема никој не те може да те верува. На основа на тоа, со уклучувањето и на Тони Јовев, дојдоме чешмичката оформиме, направиме. Потоа Тони Јовев, уште би он беше директорче, вика на мене Чучулупчо, ја или Дарка за почеток ќе правиме и црквата. Црквата ни беше скроз падната. Вај дел тука, на нас сега што сме тука, постоеше. И така почнахме. Денес во обиколка на селата во Овчеполието беше и заменик министрот за земјоделство кој нагласи дека во последно време се вложуваат огромни средства во инфраструктурата за подобар живот на луѓето во руралните средини. Во изминатиот период инвестирани се повеќе од 1 милион евра за општина Карбинци во делот на инвестиции во руралната инфраструктура преку трите мерки од програмата за рурален развој за подобрување на животниот стандард и квалитетот на животот во руралните средини, изградба на канализациони мрежи, изградба на локални патишта, уредување на пристапот во општините, во населените места преку изградба и уредување на плоштади, на кружни текови, преку изградба на тротоари и уредување на културни качиња заради културни активности во населените места во руралните општини. Само за општина Карбинци се инвестирани преку 1 милион евра или околу 64 милиони денари, а само од последниот повик, од последниот оглас за општина Карбинци се обезбедени околу 38 милиони денари, беа обезбедени 55 милиони денари, меѓутоа со тендерските постапки за 3 проекти се обезбедени 38 милиони денари. Пред известен период имав можност да бидам присутен на завршните активности на изградба на локалниот пат од село Радање до локалитетот Баргала, кај село Козјак, вредност на инвестицијата околу 12 милиони денари. И таа е веќе во завршна фаза, таа инвестиција, изградбата на тој локален пат. Имав можност да направам увид во тоа и увид во изградбата на и уредување на пристапот во село Карбинци, во пристапот во општина Карбинци, преку уредување на плоштадот, преку изградба на тротоари, инвестиција вредна околу 11 милиони денари и оваа инвестиција која што на денот на општина Карбинци, која што е позначена и во вредност од околу 15 милиони денари, имавме можност да видиме да пристапот од село Долни Балван до село Трогерци се работи, значи машините работат, се изведуваат градежните активности и се надеваме дека за краток временски период ќе биде реализирана и оваа инвестиција во вредност од 15 милиони денари. По таа насока само би дополнил дека имаме можност позади нас да го видиме патот кој што веќе е завршен од страна на Источно-плански регион преку средства обезбедени од програмата за рурален развој во вредност од околу 18 милиони денари. Исто така преку мерките за рурален развој, за инвестиции и изградба на локална патна инфраструктура која што поврзува две населени места. И само би сакал да истакнам дека во овие средства учество има и општина Штип во делот на Штипскиот регион, значи кај што го поврзува патот кој што ги поврзува село Врсаково и село Судик, што значи дека инвестиција вредна од околу 40 милиони денари, нешто повеќе од 40 милиони денари за поврзување на Долни Балван со Трогерци и Трогерци со Врсаково и со Судик и со целата регија таму овозможува полесна комуникација на жителите од овие населени места,
полесен пристап до земјоделските површини. Гледате само колкави земјоделски површини има тука. Дел од тие, значи заедно со екипа од Државниот инспекторат за земјоделство, веќе работиме и заедно со колегите од Агенција за катастар надвижности да ги утврдиме сите површини кои што се изложени, а не се евидентирани, и оние кои што не се изложени, да ги изложиме и да ги запишеме во собственост на РМ и да ги поделиме на земјоделците од овие два региони, од овие две општини кои што се сконцентрирани во овој регион. Бидејќи со инвестицијата на патишта се отвара можност за полесен пристап од сопствените домови до земјоделските површини, да придонесеме и за животниот стандард, за подобрување на животниот стандард и квалитетот на живење преку посета на културно, историски, верски објекти и така натаму, да може да инвестираме во развој во земјоделието преку доделување на земјоделски површини на земјоделците и на тој начин да овозможиме дополнителна вредност за овие региони, дополнителен развој и можности да се развиваат како комплементарност на проектите кои што ги имаме планирано за враќање од град во село, не само за новите, туку и за оние постојни жители кои што ги има во овие населени места. Ќе овозможиме пристап на околу 3000 хектари земјоделски површини, инвестираме во изградба на водостопанска инфраструктура. Пред известен период имавте можност да бидете со мене во Штипскиот регион, во делот на Врсаково, каде што групниот канал 18 се реновира, се рехабилитира, се санира. Вредноста на инвестицијата е од околу 1 000 000 евра, повеќе од 1 000 000 евра, и таа треба да заврши до крајот на годината. Можам да кажам дека се инвестираат средства се планираат средства за инвестирање во изградба на брана на Баргала во вредност од околу 14 милиони евра. Значи се подготвува, наскоро ќе излезе, ќе се објави тендерската документација и да може да аплицираат оние кои што сакаат да го иновираат веќе постоечкиот проект за изградба на брана на Козијачка река, така викана Баргала, која што е дамнешна желба не само на карбинчани, туку и на штипјани, бидејќи во минатото одвојувале средства за местен самопридонес за изградба на оваа брана. Тие средства не ги зафаќаме, ги оставаме на жителите на Карбинци на општина Штип, и можам да кажам дека она што на неколку наврати со земјоделците од село Крупиште за изградба на зафат на водите кои што доаѓаат од Злетовска река за целите на наводнување на Крупишко поле до околу 70 хектари, и за нив се обезбедени и предвидени средствата од 1.800.000 денари за изградба на тој зафат, и тој оваа година по завршувањето на комплетно на тендерската постапка, кога ќе се избере изведувач, ќе се пристапи кон изведување и кога ќе има можности, кога нема да се наводнува, во тој период ќе се отпочне со изградба на зафатот на Модар мост. Значи се вкупно во фокусот на владата и на локалните власти од општина Карбинци, од општина Штип, се Штип и општина Карбинци и сите региони кои што спаѓаат во делот на рурални средини. Ќе продолжиме да инвестираме, обезбедени се средства за таа цел. 35 милиони евра се обезбедени од програмата за рурален развој за 180 проекти, а исто така во фокусот на локалните власти се обезбедени средства за изградба на и инвестиции во локалната патна инфраструктура. Помина времето кога овој регион беше неправедно запоставуван, посочи пратеникот Трајче Димков. Повеќекратна е можноста и бенефитот од овој пат. Значи, ги поврзува неколкуте села, можноста на граѓаните од овој регион, каде што имат ниви, бавчи, кои што имат и куќи и стока, за полесно да го работат тоа. Во секој случај, можност и за враќање на населението кој одамна иселено. Еве денес имав една средба со човек кој рече дека неговите деца воопшто не стапнале тука, и мислам дека сега добра може да дојдат тука и на некој начин да се вратат и да почнат да си го обработуваат сопствените ниви. Благодарение на асфалтот денес во Долно Трогирци беше слично како во најубавите времиња. Дојдоа овде поранешни жители и други гости од соседните села за да се потсетат на времињата минати, но и да направат планови за воиднина. Приказна од нашите села. Овој пат за 23 годишниот Маријанчо Трајчев од селото Пухче, Штипско.
пример за голема љубов кон овчарството. Па моментално имаме 350, 250 стари овци и 100 нови, подмладок. Има ли амбиент, има ли услови во државата за развој на овчарството? Па сите што се трудиме има моментално. Државата дали дава помош според вас? Државата колку може дава. Треба и ние самите да си помагаме. И ние самите да се трудиме, да работиме, да инвестираме. Обично сточарите велат тешка е оваа работа, меѓутоа останува ли како добивка нешто на крајот? Значи ако се работи убаво, правилно, издржливост, останува. Значи, од 300 овци колку канти сирење имаме, колку јагни? Па види, зимето беа 250 овци, околу 230 јагниња, а за канти ќе видиме. Посечно велат дека една овца една канта сирење, така? Па не знам, мислам не дават по канта. Не дават нешто слава година, нешто млеко нема, трава има, млеко нема. Така? Да. Инаку овој предел добар ли е за сточарство? Па пределот има и подобро, има полошо, 7 предел. И вие традиција имате од овчарството, Да, татко ти, значи- дедо ти. Значи овците ги чуваме од 17-та година. Да. И го зголемувате стадото сега? Да, значи се почнати со 18 овци, сега се моментално 350. Државата дава субвенции за овците? Дава. Женски јагни? Да. Тоа е добро за вас. Се се исплатува, навреме се исплатува. Значи државата колку може се труди. Треба и ние да се трудиме. Да ни кажете како изгледа еден ден овде со овците? Кога се станува, што се работи до вечер, како ви минува денот? Лично на мене најтежок период ми е зимето. Значи сега има многу повеќе работа, порано се станува, но зимето е многу потешко. Бидејќи зимето треба сред ноќу 2 сата, у 3 да излезеш, минус 15, некоја се ојагнила, па да го задоеш, па да го стоплеш. Зимето е многу потешко. Летниот период, знаеш, од 5 до вече до 10-11 се ти е комплет, значи повеќе работа, но после понесува. Зимето е многу потешко. Еве да опишеме еден ден како изгледа наутро колку се станува, во колку се станува сега, што се работи кај овците и Сега у 5, значи у 5 се стане музиците, 6:15 се пуштат, у 11 дома, од 11 до 4 дома, друга работа се гледа тоа време од 4 па до 8, од 8 до 9, 9:30 музење и забирање јагниња и тоа. Рековте молзење, колку луѓе учествувате во молзење? 20 музење и еден крач. Да. И колку литри дневно сега моментално во овој период? Па моментално има околу 50 од двете музења. Значи околу 200 музици сега моментално има 50 литри. Да. Каде го предавате млекото? Сирење? Сирење го правите? Да. Значи не го продавате? Има ли заинтересирани откупувачи што бараат млеко? А има потрошувачка на сирењето. Сирењето има, меѓутоа за откуп за млеко доаѓаат ли? Па млекото моментално е ефтино, 36 дена, таа цена не е реална за млекото. Не е реално. Не. Која според тебе треба? Па наравно да ја барем 40, значи може да се каже дека е реална цена, бидејќи пред 12 години беше млекото 45 дена, сега нека биде 40. Значи најреално е за млекото тие 3,5 дена да ги дават млекарите, а после државата да им ги дава на млекарите. Значи така многу подобро би било и за земјоделците и за државата. Јагнињата, пласман со јагнињата имате ли проблем? Па имаме пласман, ама нешто оваа година заглавиме со ценава, ќе биде до година подобра. Која цена имавте оваа? Па до 130 свет повеќе не даме. Да, оти за католичка велига 160 не можеме да продаеме, тогава беа 150, ама не можеме да продаеме. И за нас ще даваме 120, на 2 март 135 и таа е цената. Сега последниот пат 130 да имаме и таа е цената. И може нешто 230 за давање и тие 130 ако тие тоа ќе е варно. Просечна толку ќе е 130. Сега има паша за овците, а за зимото имате ли резерви? Собствени или зимата напунија плената доле. Да, илјадо балди сено луцарка собра. Ваше, луцарка или куп? Па по поле нешто купува, нешто наше и така, значи плената е пуна. А јачмен треба да има. Па сега здравие да го почува Господ жито, па ќе жнееме нешто, ќе купуваме. Имате на собствени површини жито? Па има околу 4 хектара собствено, па да видиме колку ќе даваме, ќе мора да се зима. Да. Маријан, ти си млад, значи кога на крајот се ќе собереш колку останува вака од овцата? Па на крајот
Џубрата ќе остане, што ќе остане? Ема сега, што да правим? Ќарт, која е ќарта? Ќар, приход. Вработа се, да си не вработа. Да. Дали си пресметал колку месечно ти се плаќа, колку ти излегува платата? Види, мене нич не ми изделати, јас што земам се инвестирам. Значи, не ми требаат пари, јас, значи, мене ми е најбитно бројот да го зголемам, не ми е битно пари. Што парите ќе не ќе спијам? Не, дали останува, дали си пресметал колку останува по човек? Па сега, значи, па останува бе, значи, може да остане околу 40.000 на турицата, ама ние тоа право да инвестираме, значи, право, нека има поголема брајка, што требаат пари? Така е. Сега Пухче, подобро ли се живее во Пухче со изградбата на пат? Многу подобро, значи, многу подобро. Значи, смене тоа е за 180 степена, значи, имаш у секое време пристап, значи, зимно време концерт за егнете, у секое време обезбедиме. Значи, многу бевме као одсечени. Ово е, значи, нешто неверојатно, значи, многу полесно. Сега овој пат ќе овозможи некој друг да се врати, нели, да отвори некој... И сега со новиот проект од село во град, од град во село, мислам дека селата ќе го добијат оној вистинскиот лик кој што го заслужуваат. Тоа беа содржините кои ги подготвивме во рамките на оваа емисија. Новото издание на Агроисток е за 7 дена на истата фреквенција. Пријатно и довидување.